повторно ете Југа смеа, како беше Марко? За некој многу скоро време. Ќе пробаме ете така, ако не ми оди смејата, иако смејата одлично ми оди, бидејќи некако постојано сме и со убава енергија и со убави гости овде во студиото на Утринска на Телма. Веќе можеби поадне 15, колку е 5 минути до 12 часот, така да ќе почнеме од сега натаму, Марко, да кажуваме и добар ден за оние кои што можеби во моментов се вклучувате во Утринска на Телма. Продолжуваме понатаму со интересни теми, секогаш различни во темите кои што ги нудиме и секогаш со различни гости, се разбира. Овој пат ќе зборуваме за Microsoft Office Specialist надпревар, а за тоа малку повеќе ќе говорат Валентина Тасева и Марко Серафимовски. Добре ни дојдовте во Утринска на Телма. За убав настан, убаво е денеска да го споделиме со гледачите на Утринска на Телма. Ајде ќе започнеме да започнеме оваа говорна приказна наша. Што представува токму Microsoft Office Specialist? Или пак овој национален надпревар кај нас? Ова е надпревар кој што оваа година прв пат се случува, организација од страна на Серти Адрија. Надпреварот е фокусиран на ученици од 13 до 22 години, се направуваат во програмите на Microsoft Office, значи Word, Excel и PowerPoint, и да речеме на некој начин ги одмеруваат своите знаења. Во принцип, знаеме дека учениците често ги употребуваат овие програми на дневна база, уште од основно училиште, па ова е еден начин да го докажат своето знаење кое што го стекнале низ училишните години. Теоретски. Да, теоретски. Марко, кој се има право на учество во овој надпревар и како едноставно дознаа луѓето дека постои всушност овој надпревар? На право на учество на овој надпревар имаат ученици од 13 до 22 години. Учениците дознаваат преку своите професори, преку Facebook, значи преку Instagram, преку социјалните медиуми кои што се многу посетени од страна на младите лица, да, значи главниот фокус е на тоа ставен. И сепак дознаваат преку нашите, да речеме, поддржувачи и спонзори. Тоа се град Скопје, кој што спонзорираше испити за сите средни училишта на ниво на градот Скопје, општина Струмица, исто така Охрид, Прилеп, професори од тие градови се интензивно уклучија во надпреварот да ги обучат и да ги спремат учениците за надпреварот. Така да во оваа фаза... Значи, во поголем од градовите на Македонија има интерес од страна на учесниците и луѓето е во тек, претпоставувам? Се уште во неколку се надеваме дека следната година тој интерес ќе се зголеми, значи ќе имаме уште повеќе градови вклучени, уште повеќе деца вклучени. Сега се овие главните градови кои што Марко веќе ги спомна. Валентина, во моментов всушност се случува овој надпревар. Да. Дали досега има некакви резултати? Рековте финалето ќе биде на 28 мај, доколку не се лажам. Што се случува сега во овој период, всушност до самиот 28 мај? Во овој период е финалното тестирање, односно полагањето на официјалните испити. Надпреварот е со полна пареја се движи, значи кон финалето. Учениците од цела Македонија се тестираат интензивно, секојдневно. Имаме добри резултати, имаме ученици кои што стварно добри резултати покажуваат на тестирањето. Интересот е исто така голем и за оние кои што не се пријавиле, не успеале да да се пријават до сега. Интересот е голем, значи се јавуваат многу нови заинтересирани кандидати, лица поминали 13-22 години. Така да интересот е огромен. Но постои уште простор. Секако, постои уште простор. Овие денови околу 700 учесници се тестираат. Бројка? Во неделава, следната недела се надеваме дека бројот низ цела Македонија ќе биде околу 1000. Така. Господи Валентина, а кои испити се можеби потребно да ги положат пред да ги добијат тие лиценци, сертификати, бидејќи знам дека имате и наградување за најдобрите? Јас би споменала само што беше идејата зад целиот надпревар и како настана приказната Серти Адрија да го организира овој национален надпревар. Низ годините ние многу пати зборувавме и да речеме со компаниите, меѓутоа и со државните институции, и со представници од образованието и секако од надвор Европска комисија или америчките компании и се повеќе се засилува чувството дека младите луѓе многу сметаат дека всушност знаат IT или се добри обучени во информатичка технологија само од причината што знаат да користат паметен телефон или пак се добри на социјалните мрежи и така. Исто како на почетоците кога имавме час по информатика. А ние ги знаеме нели така.
Меѓутоа, во моментот кој ќе се соочат со реалниот живот, да речеме, треба да спремат проект во основно училиште, тоа е веќе секојдневие, или пак со завршување на средното училиште, или пак со завршување на факултет, кој ќе се соочат со оние реални предизвици на работењето, нели, работодавецот прашува како ја знам дека ти навистина знаеш да анализираш податок во Excel или да го пронајдеш оној што мене навистина ми треба на интернет, да ми го представиш во PowerPoint, да ми дадеш совет кој што е меродавен, тогаш веќе се губат. Малку имаме, да речеме, предизвици со кои што се соочуваат младите луѓе и ова е глобално препознаено и настанува една борба на ниво на сите IT компании, на ниво на Европска комисија, да се повеќе се сертифицира и се обележи знаењето. Значи, завршуваме основно училиште, добиваме свидетелство, завршуваме средно училиште, добиваме свидетелство, на факултет добиваме диплома, па зошто да не и во IT сферата од аспект на дигитална писменост да добиеме сертификат во Word или во Excel или во PowerPoint. И така веќе сметаме дека тоа го знаеме. И мислам дека неопходно веќе за следните генерации токму да ги знаат. И тоа е позадината за глобалниот надпревар. Тој се одвива неколку години низа години во светот. Ние сме прва година организатор во Македонија. Дали во околните држави околу нас се случува истото? Запознаени сте? Надпреварот се случува веќе трета година во Бугарија, во Босна исто така во моментов работиме на тоа да се одржи и таму исто надпреварот со цел нели понатаму само да расте нивото на заинтересираност и на учесниците. Така да планираме понатаму и во другите држави да продолжиме со оваа интересна приказна и да ја шириме нели и во околните земји. И она што следи е надпревар понатаму во креативните индустрии, значи во Adobe, во Photoshop, темата е образование, како образованието мене ми помогна за останува на учесникот да биде креативен, да го покаже своето знаење и да се надпреварува и во Adobe. Меѓутоа тоа за следната година. А во Македонија има креативни умови, ја секогаш велам. Има, дефинитивно. Има деца кои што и како ги разбираат овие работи. Апсолутно. За жал, можеби ние израснавме во некои други времиња кога интернетот и сите овие програми не беа толку многу на високо ниво и толку многу достапни. Меѓутоа, ете, учиме и ние сега како постари. Така, ги учиме сите овие работи и програми. Само да направиме една одлична кулминација на овој разговор. Конкретно, каде може да се избрифира или пак да се надополнат во поглед на новој настан, претпоставам и по Facebook, по социјалните мрежи? Да, има реклама на Facebook која што цело време оди за надпреварот. Имаме на нашиот вебсајт има апликација за пријавување, исто така. Светиадриа.com. Се уште може да се пријавува, така? Крајниот рок е до 17 мај. Супер. Да, може да се пријавуваат учениците до 17 мај, може потоа доаѓаат да полагаат и им посакуваме среќа нели да поминат до финалето. Да, мислам дека што вреди да се дополни е дека најдобриот представник од Македонија ќе оди во Орландо. Јас го слушнав тоа. Во Дизниленд. Да, заедно со својот ментор, значи покана и до наставниците и до менторите, нели. Патот е спонзориран од страна на Стопанска банка, значи мора тоа да го кажеме. Стопанска банка е организатор на финалето и на патувањето на најдобриот представник од Македонија.